Господа од власта, бидејќи сме струмичани и сакаме да останеме во Струмица и бидејќи во Струмичкиот регион од секогаш агроиндустрискиот комплекс бил носечка стопанска гранка, не можеме а да не ви кажеме што направи владата на ВМРО ДПМНЕ во изминатите 6 години со незината портокалова реформа за земјоделството. Се фалите дека во изминативе 6 години со 375 милиони евра сте го субвенционирале земјоделството, дека во 2010 година сте го оствариле максималниот извоз на земјоделски производи, дека за 40% во 2010 година сте ги зголемиле откупните цени на тутунот, дека преку даночната политика сте ги намалиле производствените трошоци за примарното земјоделско производство. Но да и погледнеме на вистината во очи. Како добри домакини да ставиме црта под вложеното и потрошеното и да видиме кои се вистинските ефекти од досега направеното. Намалениот сточен фонд, намаленото производство, намалените обработливи површини, криминалната распределба на државното обработливо земјиште и лошата распределба на субвенциите, од кои најголем дел заминаа кај вашите партиски послушници и олигарси, се дел од портокаловата реформа на ДПМНЕ. Но ние сепак ќе ве прашаме: зошто се незадоволни млекарите, сточарите, тутунарите, лозарите, градинарите, овоштарите? Зошто млекарите ги заклаа кравите, лозарите ги копачат лозијата, тутунарите го палат тутунот, градинарите и овоштарите го фрлаат производството? Зошто власта се срами од свидмилк? Има ли денес задоволен земјоделец? Има ли земјоделец кој не плаќа повеќе средства за репроматеријали и за други давачки? Зошто младите земјоделци ги оставаат селата и имотите на своите татковци и дедовци и одат да аргатуваат надвор од Македонија? Има ли млад земјоделец кој по убавата иднина не ја гледа надвор од Македонија? И на крајот, дали струмичките земјоделци годинава се побогати и посрекни од лани или уште повеќе од пред 5 или 10 години? И дали според објавениот минатогодишен бомбастичен приход од 66 милиони евра само од извоз на земјоделски производи, членовите на земјоделските семејства заработиле по 2600 евра? Епа, реформатори од власта, доста е. Доволно ги убедувавте земјоделците колку им е убаво откако дојдовте вие на власт. Оставете ги самите да ги видат ефектите и благодетите од вашите реформи и слободно да излезат на избори.